Екипи на град Скопје денеска ги уредуваа зелените површини во зоолошката градина. Во рамките на овие активности, екипите на јавните градски предпријатија ја косеа тревата и ги чистеа пешачките патеки од отпадоци и плевел. Општина Ѓорче Петров продолжува со градежните активности во својата општина. Во тек се активности за поставување патека од бекатон плочки на улицата Панајот Гиновски, на патот за Кондово преку пругата, во должина од 100 метри. Советот на општина Ѓорче Петров избра нов командир на полициската станица во Ѓорче Петров. Новиот командир Љупчо Живковски има богата биографија која ги задоволи критериумите за оваа позиција. Од општината информираа дека на граѓаните им е потребна стабилна безбедност и сигурно живење, за кој нема сомнеш дека ќе им бидат обезбедени од страна на полицијата. Во просториите на општина Бутал се одржа информативен состанок за програмата Општинско корисна работа со представници од UNDP, Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика и Сдруженијето за еднакви можности АЛМА. Утре истекува рокот за пријавување коњаници за учество на традиционалниот Илинденски марш, кој оваа година се одржува јубилејно по 40 пат. Подготовките за маршот, кој на 27 јули ќе стартува од општина Аеродром, ќе почнат наредниот викенд покрај кеот на реката Вардар, а досега се пријавени 20 коњаници, меѓу кои и 2 девојки. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар ги известува граѓаните кои имаат непрописно поставени паркинг блокатори и рампи на јавните паркиралишта да ги отстранат во најкус можен рок. Во спротивно истите ќе бидат отстранети од страна на службите на општина Центар и МВР, а за непрописно поставување ќе следат и соодветни санкции. Оваа акција се спроведува со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се обезбеди подеднаков пристап за сите корисници на јавните паркиралишта и јавните површини на територија на општина Центар.